На гроб сам му чекала роѓендан на 20 децембар. Секојдневно на солзените очи на тетка Благица за своето чедо Ивица Златевски по 23 години остануваат да сведочат за масакрот кај Љуботенски Бачила, каде УЧК уби 8 македонски бранители. Вели тоа бил најтешкиот ден во нејзиниот живот, а преголемата болка по нејзиниот син ке завршела само кога ке заминала во гроб. Како сега да ми е. Га чекам, се викам од печалбу ќе дојде мој син, а онога нема. Ја га чекам, ќе ми дојде у 8 и 10 од Љуботенски Бачила, мајко, каде да поминем, што да поминем у 8 сат, мој Ивица га нема. Добивам вести у 8 и по, нагазили на бомба, на мина, како да кажем. Това е, мили деца, што да кажувам, све ми е кажано, речено, немам зборови. Осуммина ги дадоа своите животи на 10 август 2001, а 8 бранители успеа да се спасат. Меѓу нив Сашо Голубовски и Зоран Китановски, кои денеска раскажаа како се случил нападот кај Љуботенски Бачила. Вели оние кои преживеале давале се од себе да ги спасат и другите. Влеговме во заседа. Одма бевме нападнати. Среќа што свесноста кај 1 до 2 од што бевме така посвесни, вративме на нападот, ги одбивме, ги заплашивме малце, застана и се државме, се тргнавме на страна да ги одбраниме ранетите, знаевме дека има ранети доста. Се повлековме малце, почнаме да делуваме. Од задната страна, како се симнувавме во кањонот, не дигнаа во воздух. На задното лево тркало поставиле 2 противтенковски една врз друга и 7 кила ТНТ. И тоа кревање во воздух, замислете каква е тоа снага и енергија, каде што камионот некои 3 и повеќе тона да го крени за 180 степени да го преврти. Она што и по повеќе од 2 децении по војниот конфликт е најголема болка на бранителите е што се заборавени од државата за која дел го оставија, а дел беа подготвени да го остават својот живот, а сега живеат со трајни последици. Се надеваат дека со новата власт работите ќе се променат. Од 2020 сум деградиран. Иако сум до 2020 меѓу најдобрите полицајци во службата, наградуван со пофалби, со све, 2020 под ведро небо, решение, деградација, месимна, планирано од некоја страна, сме заборавени во целост. Мене, председателот на комисијата на Министерството за труд и социјала за боречки прашања, вика ти не се јавил, вика ќе ти ја скинам инвалиднината. Делот загинатите во овој масакр доаѓаат од Скопско Ѓорче Петров, каде денеска им се оддаде почит на 2 споменика во нивна чест. Делегација од владата, шефот на државата, општината, Сдружение на бранители, на политичките партии, како и членови на семејствата на загинатите, положија свежо цвеќе. Овие македонски синови зрачеа со ентузијазам, зрачеа со храброст, зрачеа со пожртвуваност за Република Македонија. Ги оставија семејствата свој дома, одејки со мисла дека ќе се вратат и дека земјата со нивната жртва ја чекаат подобри денови. Животот кај Љуботенски Бачила го загубија Маријанчо Бошковски, Томислав Настевски, Ивица Златевски, Бранко Јанев, Томе Бадаровски, Раде Јанковски, Томе Димовски и Гоце Чанкуловски. 23 години од една од најголемите трагедии кои што се случија во војниот конфликт во 2001 година. Тогаш на 10 август во 8 часот сабајле се случи масакрот кај Љуботенски Бачила. Односно беа поставени 2 мини на камион, каде што беа превезувани 16 припадници на македонските сили. 8 од нив за жал го загубија животот, додека 8 успеа да се спасат. Премиерот Христијан Мицкоски на социјалните мрежи со порака "Вечна слава на јунаците" пишува дека овие херои со своите животи ја бранеле нашата слобода.